Учениците од основното училиште Карпош во село Умидол и подрачното во Љубодрак деновиве добија училишни униформи. Нови униформи обезбедени се и за наставниците, информира директорот Мирослав Димевски. Изминатите неколку месеци реализирани се повеќе активности во насока на развој на образованието во руралните средини. Учениците заедно со наставниците и местното население реализирале 2 еколошки акции со што обезбедиле услови за овошна градина во која биле засадени 150 садници од речиси сите видови овошки. Цветни градини направени се и во подрачното училиште во село Љубодрак, а се планира и регулирање на сообраќајниот режим заради поголема безбедност на учениците, со оглед на тоа што училиштето излегува на регионален пат. Сега ние имаме идеја да направиме еден полигон за сообраќај, за надпревар по сообраќај. Значи, овие ученици тука и местното население е поврзано со градот и има потреба за сообраќајна култура. А знам дека во Куманово нема некој професионален полигон за надпревар на ученици во сообраќај. Ние имаме простор, во потрага сме по некој инвеститор кој ќе ни овозможи да ни направи таков полигон и да имаме регионални надпревари, да може да вежбат ученици со мопеди, со велосипеди и така натаму. Тоа е една идеја. Втората ние да направиме напори. Градот Куманово е 11 километри од нас, а регионалниот пат не поврзува директно со главниот град, со Скопје. И ние на ова дестинација, на овој премин помеѓу Скопје и Куманово, може да направиме една детска градинка, во која родителите што работат во Скопје ќе можат попатно да ги остават децата тука и да не се децата затворени во еден простор, туку во овие убави услови во природата да седат, а тоа ќе е голем допринос. Покрај таа идеја имаме уште една идеја да направиме, како да го наречам, не зооврт, туку едно како Ноева барка, што викат, за примероци од сите домашни животни кои ги чувале во времињата поминати на овие простори. На овие простори посебно било истакнато гуските, како заштитен знак некој на ова место население, а може да се чуваат примероци од сите домашни животни, затоа што имаме услови. Пред се имаме родители и луѓе од местото кои се заинтересирани за такво нешто, а со чување на такви животни, на примероци од животни, би можеле да дојдат сите од градските училишта ученици, да ги посетат, да видат што се домашни животни и со што се занимавале порано луѓето. Можам да истакнам дека овие 3 места, Љубодрак, Ново село и Умидол, се со младо население, има луѓе, има убав музеј направено, има ентузијасти кои работат, кои сакат местното население, местото да го култивират и да го рекламират, да направат убава една туристичка селска дестинација или рурална дестинација, каде што луѓето ќе можат да се прошетат, да излезат од градскиот метеж и да уживат во природата. Во соработка со невладината организација Мајка направивме проект во кој ќе направиме ботаничка градина и ќе засадиме од сите видови на растенија, а покрај корисните растенија може да насадиме и цветна градина да направиме, во која ќе искористиме за некои пригодни свечености, како што помина од сушност цветници. Ние како училиште се вклучивме во манифестацијата Цветници, која од година во година добива се во поголем значај и посетеноста е на задоволително ниво. Се надеваме дека од година ќе имаме и повеќе посетители.
Во училиштето Карпош, кое што е оддалечено од градот само 11 километри, настава следат околу 140 ученици од Уминдол, Љубодрак и Ново село.